Како што кажа, веќе знаете, во овој дел секогаш кога сме од нашето студио, низ нашата утринска програма Добро ви утро, секое утро, имаме гостин и јас многу ќе му се заблагодарам што одвои време на 1 мај, денот на трудот, да бидете дел од нашата утринска програма. Прво, добро утро и добре ни дојдовте. Ќе ве представам Стојан Андонов, окупационен терапевт во Центарот за младински активизам КРИК. Добро утро, благодарам на поканата и да го честитам празникот 1 мај. Така. Како вие го прославувавте 1 мај некогаш? Па да, јас се сеќам, јас следев малку пред да влезем во студиото, што кажува луѓето повозрасни. Па да им се надоврземе на гледачите. гледачите. Да, јас го памтам тоа време. 1 мај беше точно неработен ден, но на 2 мај сите одевме на излет. На Скара и така. Убави времиња. Убави времиња. Да се надеваме дека ќе имаме повторно такви некои убави времиња на кои што ќе се радуваат и помладите генерации. Вие сте окупационен терапевт. Да бидам искрена, и јас со овој термин не сум се сретнала предходно, и кога го прочитав и го видов вашето дејствие токму во овој центар, посакав да ни бидете дел од нашата утринска програма, за да пообјасниме што значи окупационен терапевт или окупациона терапија. Да, добро, благодарам на прашањето. Значи, окупационен терапевт или некаде се нарекува работен терапевт. Значи, кај нас во Македонија може да се каже и работен терапевт, но морам да нагласам дека тој термин од Канада и Америка, Соединетите држави, таму почна да се развива оваа струка и затоа се вика occupational therapist на англиски. Тоа ние го имаме као земено тој име, го превеле како окупационен терапевт. Инаку во околината, во околните држави се нарекува ерготерапија, радна терапија. Така. Морам да кажам, јас овде нема можност да се студира оваа струка. Јас на времето во Словенија, во Љубљана завршив, и словенците го нарекуваат деловна терапија. Значи, работна или ерготерапија, или трудова терапија, тоа е све едно исто. Но јас претпочитувам да го нарекувам окупационен терапевт. Затоа што ако сакате да побарате било каде да изгуглате што значи тоа, мора да побарате како occupational therapy. Ако побарате како работна терапија, ќе ви даде нешто друго. Сосема во друга насока ќе не. Затоа еве тука во утро вие ќе ни објасните, нели? Да, тоа е тоа. Инаку тоа е здравствена струка, здравствена професија, која што им помага на луѓето да ги зголемат своите можности, односно да имат повеќе функција, да ги извршуваат своите секојдневни активности. Што значи тоа секојдневни активности? Тоа значи дека секој лице, секој човек од нас, нели? Индивидуално, да. Значи, од станување наутро, рано, нели? До легнување навечер, има некакви дејствија. Значи, извршува мијење, лична хигиена, да речем, приготвување доручек, одење на работа, на училиште, користење јавен собствен превоз. Разни опорски, секој за себе се знае, така? Како му почнува денот и завршува. Апсолутно. Значи, имаме тука и користење на слободно време, но кај луѓето со попреченост, овие функции се нарушени. Така. И затоа е тука окупационен терапевт и окупационата терапија да му помогне, да му возможи да Вие сте само задолжени за лицата со попреченост? Да, во центаров, да. Во центарот, да. Инаку... Меѓутоа не мора да значи дека окупационен терапевт треба да биде задолжен само за овие лица. Не, апсолутно. Значи, за сите... Да разјасниме, да. Значи, луѓето што имаат некакви пречки, попречување, нели, но и за здрави луѓе. Така. И за сите возрасти, значи од бебиња до возрастни луѓе. Што правиме? На каков принцип и начин работиме со нив? Па вака, значи прво мора да се направи некаква проценка за лицето што има потреба од такво нешто, од окупационна терапија. Се зема разговори, односно некаква анамнеза, што лицето прави, што дотичното лице прави, како го исполнува свој ден, што работи, има ли некакви обврски, или само еве седи... гледаме и во моментот фотографија од центарот. Добро, продолжете си. Тоа инаку, ако може да ја коментирам малку сликата, значи ова е нашата работна просторија, каде што нашите корисници работат. Ова се креации, прекрасни, браво. Великденските јајца. Има многу активности, но да... Така.
На ваков начин вие ги потикнувате да ја разводат креацијата во себе на овие лица. Па да, ајде малку да почнем поназад. Секако. Значи, овие секојдневни активности, што ви кажа, фаќаат 3 главни полиња. Тоа се, значи, грижа за себе, само грижа, продуктивност, што значи работа, односно како оди на работа, исполнува задачата што му е поставена или не. Тоа се однесува кој за помлади лица во училиште, учи, не учи, што му треба, има потреба од нешто такво, нели? И слободното време што е уопште не е помалку важно да речеме овие од другите две полиња. Ова е дел од тие креативни активности, точно така, добро кажавте. Ние потикнуваме креативноста кај тие луѓе, но не само тоа. Знаете, тука се тие можат да се исполнат сами себе, односно се докажат да направат нешто, ова е прекрасна уметност. Да, ова е многу интересно. Многу интересно, секој браво. Ова е сликање на платно, но многу интересен начин, со излевање на бој. Се користи фен за сушење коса и излегува прекрасно. Меѓутоа, дали еве овие лица кои што се во вашиот центар, КРИК, разговарате со нив за да им ја потикнете креативноста, тогаш ли ги осознавате талентите кои што ги поседуваат? Знаете како, значи на почеток на самиот првичниот разговор, разговараме што сакаш да правиш, имаш некој хоби што е многу важно, битно за нас. Ние тука црпиме материјал и понатаму после правиме личен план. Значи за секој посебно правиме што треба да направиме со него. И ако откриеме дека некој е музичар, разбирате, тоа не е добре дојдено, затоа што ние имаме исто така секој е чест, браво, да. Музичка среда, да речеме, каде што пееме, караоке, свириме, имаме група, да речеме, Леон Бенцевика. Се создавате група. Да. Так. Значи, ме интересира еве сега, мислам дека појаснивме која е вашата функција како окупационен терапевт, доколку и нешто треба да се додаде слободно, затоа што јас кажав овој термин така често го среќаваме, за активностите точно во Центарот за активизам КРИК, од кога постои, кој што се може да биде дел од него и нешто повеќе да дознаеме токму за ова. Така. Со оглед на тоа дека погледнавме фотографии кои што потикнуваат на вистина преубава креација кај сите кои што се таму и се вредни, така? Да, ние изработуваме и многу други работи, други ги продаваме, украсни свеќи, а дека продолжиме тоа, ќе ви кажам за активностите. Значи, овој центар за окупациона терапија функционира во рамките на мултифункционален центар за млади, КРИК. Значи, ние сме само дел од тој центар. Значи, тој центар за младински активизам има дел кој што функционира со лица без попреченост и лица со попреченост, каде што овој центар, ова е просторија овде, лица со попреченост. Значи, функционира веќе 3 години. Морам тука да нагласам дека нашата извршна директорка го препозна овој начин, дека е добар, дека користи за лицата со попреченост и фактички од тогаш и тој веќе постои како таков. Па на некаков начин вие тука и како терапевт им подавате рака, ги мотивирате, ги потикнувате без разлика на тоа што се со попреченост, да кажеме, тие се луѓе пред се, меѓутоа и те имаат некоја вродена или мана, како да е, што не може во секојдневието да се снајде како ние што сме, меѓутоа тие пак можат на друг начин да ни докажат дека се многу поталентирани и си имаат дарба за сосем нешто друго, а тоа пак го откривате вие. Вие кај нив и ова е навистина за воодушевување. Јас ги поздравам сите кои што се членови сега, да кажам, во вашиот центар. Па така, знаете... Секоја чест, да. Благодарам. Ево, ова нека биде исто така повик за сите лица што се имаат попреченост, за сите родители и старатели, може да се дојдат кај нас. Значи, присуството е апсолутно бесплатно. Како го поминувате, веќе ни објасните еден ден, како изгледа еден ден? Па вака, значи, нашите корисници доаѓаат во понеделник, среда и петок, така имаме одредено, од 10 до 13 часот се тамо. Другите 2 дена, вторник и четврток, ние исто така КРИК, значи пружа и други социјални услуги. Имаме ние 5, односно 3 за сега стамбени единици, четврта сега ќе се отвара. Тоа се лицата од специјалниот завод од Емир Капија, со таа деинституционализација. Они живеат, сместени се, ние како КРИК имаме 3 стамбени единици, каде што живеат по 5 лица, тоа ми беше целта, кои што се покриени
24/7 и јас и мојата помлада колешка одиме таму вторник и четврток и таму исто така значи даваме вакви услуги окупацијно-терапевски на тие луѓе. Значи како поминува денот тие доаѓаат, ние имаме распоред, неме распоред што би правеле. Се договараме, значи све е со договор. Со договор. Со корисниците, така, ништо, разговор, договор, ништо нема никаква обврска, без обврска се договараме. На пример, еве да ви кажам некои од активностите. Имавме исто еден курс за фотографија. Сака луѓето да научат да фотографираат. До тогаш никој не фатил ни апарат, едино телефон ако некој има и така. Па имаме еден убав курс за фотографија, неколку недели траеше, па набавивме неколку апарати, отидовме низ Скопје, фотографиравме, па направивме внатрешна, да речем, изложба и така натаму. И сега... И од сето тоа произлезе една уметност. Да, точно така, да. Сите се ги изразуваат на начин на кој што вие ги поттикнувате талентите кои што ги имаат во себе. Мора, знаете, овдека треба многу креативност, за да се биде окупационен терапевт треба многу креативност, верувам. Да, затоа и почесто го споменувам зборот креација. Да, многу треба креативност. Луѓето сакаат, можеби знаат, ама не знаат како. И сега тука сме ние да им покажеме. Знаете, да речеме, правиме, изработуваме накит од Монистра. Тоа е многу интересен. Прво се чудат, сите им е нејасно како, што се сомнева дали ќе биде нешто. Затоа што се ситни делчиња, бараат многу внимание, трпение, треба движење на рацете, тие фини движење мускулни. И тука го осознаваме карактерот на човекот. Не само тоа, многу работи дознаваме тука. Знаете, друго е вака разговор, малку има бариера, знаете, и сега е вака овој разговор е нормално е тоа. Но луѓето кога работат се опуштаат. Така. Ние може да знаеме многу работи што никош не ни кажале, разбирате? Не сакам бариери во утринската програма, спонтано како да сме на утринско. Не, добро, сакам да кажам дека во суштина така е тоа. Опуштено. Многу опуштено. Јас ќе ги повикам повторно еве фотографиите за да ги погледнеме, па може уште еднаш да ги искоментираме затоа што се работи за придобивките како што убаво ни стои насловот од окупационата терапија, која што ја поспоменавме и кажавме што таа кој е вашето действие. Еве, во овој момент гледаме, значи, дали тука сега во новија фотографии се само луѓе со попреченост или има и од останатите кои што се дел од центарот? На оваа фотографија се само лицата со попреченост. И какви попречености? Добро. Значи, секакви, сите типови. Значи, може би да физичка попреченост, може да биде попреченост што е развојна попреченост, разбирате, вродена некаква попреченост, може да биде од типот на, да речем, ментално здравје, анксиозност и депресии. Значи, све доаѓа во обзир. Инаку, нашите корисници обично имаат и комбинирани се. Кој ги искреира вака овие велики? Па добро, јас не да кажам, ја им кажувам кои се можностите. Им дам, значи, моје да им дадам можност да се искажат. Браво. Значи, пред нив се боите, пред нив се четките, повелете што сакате, правите, како сакате. Преубави изработки гледаме на вистина. Овие се готови грмчиња изработени, купени, само тие ги фарбаат, ги бојат, но исто така тоа е дел од една хортикултурна терапија и тоа постои, значи садење, пресадување цвеќа кој што многу делува благородно, нели, благотворно. Па ви имате многу активности во центарот, премногу и немаме ни време толку многу да ги набројуваме. Меѓутоа еве ќе ги маски изработки, еве ги монистрите оние кои што ги споменавме, се прават се може нели од нив гердани, научници, медиушки, алки, све, значи све е можно. Да, ова е таа наша просторија која што има вака дух, еден пријатен и убава атмосфера. Да, овде имаме добро виде фотографијата, овде имаме една од волонтерките, ни имаме и често волонтери од Турција, од Франција, од тој Центар за младински активизам, па они исто така се вклучуваат од време на време во нашиот дел и они заедно со нив изработуваат. Колку е значајно за лицата со попреченост? Јас не сакам така да ги нарекувам. Не, тоа е официјален наслов. Само точно. Ги поздравувам сите. Ние некогаш знаеме обичните да бидеме со многу потреби, како што велиме лица со посебни потреби. Ние сме со посебни потреби. Од нас има посебни потреби. Значи, кои се еве нивните придобивки? Само да ви кажам дека, значи, ние не ги гледаме како диагнози, како лица со само луѓе. Така е. Секој се има од нас по нешто, само така. На тој начин можете да допрете до нив и можете да остварите целта, знаете. Луѓето чувствуваат. Како не? Да.
и нашиот однос, и не знам, и нашиот Колку е говор. значајно ова? Да, ќе ви кажем. Да. Па многу е значено. Значи, прво, тие се навикнуваат да имаат обврска некаква. Инаку обично безделничат, грубиот зборот, но тоа е. Тие се лица кои што се над 18 години, веќе завршиле некој средно училиште, некои факултети имаат завршено. Браво. И сега седат дома. Што прават дома? Ништо не прават. Значи, мора да има врска да станат дома, што ви реков, тие дневни активности. Да се измијат, да дојдат на време ке нас од центарот. Да имаат работна задача. Апсолутно мора нешто да работат. Така. Значи мора да бидат да имаат некаква обврска. Значи потоа се навикнува луѓето да бидат да доаѓаат на време. Зборуваме за евентуално вработување понатаму, не? Да бидат истрени во да тоа што го се надеваме дека прават. државата ќе го обезбеди тоа и за овие лица, затоа што велите има и со факултети кои што завршиле. Има, апсолутно има. Треба да им се даде можност. Постои ли таква иницијатива? Па има нешто, но тоа е многу мал процент. Многу мал Да се процент. надеваме дека ќе биде во поголем процент. Има. Само велам, тоа е многу мал процент. За жал е така. Луѓето стварно се нема што да прават додека се на училиште средно и така. Има тоа врска. А верувам дека имаат поголемо знаење затоа што тие поголемиот дел од своето време го користеле токму со книгата. Им била во раце и го вложиле својот труд и учење, знаење, имаат стекнато многу повеќе од останатите. Како што кажав, значи заради болеста, заради состојбата или било што, тие не се во состојба да речеме доволно да направат нешто, но некоја нивна функција многу се поразвиена. Апсолутно, да. Верувам дека е така. Што е она што тие како ни поминува брзо времето, но повторно ќе ве поканиме можеби со некои од лицата со попреченост би сакале да бидат дел од нашата програма. Одлично. Еве најавуваме за следниот пат или пак можеме и ние во центарот да дојдеме да видиме како тие се прилагодуваат на вас и на она што вие го давате од себе за подобар поквалитетен нивен живот. Точно Сигурна така. сум во тоа. Па да ги искористиме минутите сите оние кои што можеби не знаеле се случува така за овој центар, како да исконтактираат со вас и како да бидат дел од истиот. Да, тоа беше мене на крај да кажам како еден апел. Мислам дека имате ви телефон мој во ова. Значи може слободно може и да си го кажете. Да, значи мојот телефон е 078 698 658. Значи, јас сум Стојан, може да во секој време да ме контактирате, ќе ви дадам и подетални информации. Каде се наоѓа центарот? Да, центарот се наоѓа во Кисела вода, односно во Црниче, на црквата Света Петка. Многу лесно се наоѓа. Тоа е поранешна местна заедница Црниче, тоа се едни бараки, кои што општината, и тоа да кажам дека ни ги дава на користење бесплатно, така да излезат. Секоја чест? Да. Браво. Значи ги имаме на користење. Тоа е лесно се наоѓа, може да дојде било кој, да дојде, да види какво е, да почувствува атмосферата и ако сака добре дојде секој. Од догодишна возраст тоа воопшто нема никаква. Има од над 18 години горната граница не е одредена. Така. Во моментов колку членови броиме? Да, 17 до 20, но не се сите секој ден, некој оправдано не доаѓа, но отприлика 8 до 12 луѓе имаме секојдневно. Така, и за крај јас би сакала да ве прашам од сите овие прекрасни луѓе кои што се дел од овој центар. Уште еднаш ќе упатам големи поздрави до нив, добро здравје пред се и нека си ги искажуваат своите креации кога сме кај нив. Во што најмногу сме се талентирани? Па во све не можам да Браво, секоја чест, да. Сите пеат, сите пееме, сите сликаме, сите правиме монистри, изработуваме сите свејки. Нема посебно, верувајте. Так, верувам дека е така, но еве времето ни истече, но секако мене ми останува да ви се заблагодарам што одвоивте време да бидете дел од оваа наша емисија. Јас само ќе ве прашам од каде вас ви дојде желбата да бидете окупационен терапевт? Да, тоа е интересно. Знаете, јас мојот работен век го помина во психијатриската болница Барловци, таму работев 40 години, но како дојде? Значи во таа Југославија поранешна, пак ја спомнеме, имаше секоја година се одржува спортски игри на лицата со душевни болести. Така беше тогаш. И ние една од тие години кога јас се вработи, бевме во Љубљана. Значи секој град имаше околу 52 болници психијатриски во таа Југославија и Љубљана беше наред да биде домаќин на тие. И во разговор со колегите тамо,
еден психијатар тогаш праша што сте вие по професија, ни рековме окупациони или работни терапевти. Вика, многу интересно, каде се завршиле? Викаме, ние не сме завршили никаде, зашто кај нас нема студии такви. Рече фино лепо, вие ќе си дојдете на есен овде, во Словенија, во Лјубљана, ќе си го завршите. И така беше тоа. Така, одлично. И за крај, како што е во филмот, има ли лик за душа на Има, спомнавте во прилогот, музиката, да. Музиката? Одличен одговор. Одличен одговор. Ликот за душата, музиката, па можеби и токму и затоа јас имам прочитано како податок дека сите психијатри и психотерапевти ја препорачуваат музиката, па дури за бебињата класичната од мали нозе. Да, знаете, мора да се прави разлика што е музика, случај што е музикотерапија. Тоа се две различни. Две различни, меѓутоа сепак е лек. Да, во секој случај. Олабавува, добро здравје, добро расположение. И влијае убаво на нервите, на душата. Многу ви благодарам, се гледаме повторно. Благодарам и вас, повелете, можеме да дојдеме како што кажавте и вие да дојдете да видите како изгледа. Да. Благодарам.